Со музика на војниот оркестар, изложба на оклопни возила и штандови на кои граѓаните се информираат за војната професија, Армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана организираа отворен ден со граѓаните. Овој настан, кој има за цел граѓаните поблиску да се запознаат со својата армија, се совпаѓа со денот на НАТО, организацијата која денеска го слави својот 69-ти роден ден. На трибината која по тој повод се одржа во Скопје, беше кажано дека Македонија има и други алтернативи освен членство во НАТО, но дека сите тие се полоши од првата. Меѓународните представници уште еднаш порачаа дека Македонија има реална можност да стане членка на Алијансата, но прво треба да го реши проблемот за името. There's a great moment here, there's possibility, but it is important to not only focus on whether we're going to join all those kinds of things, but what that really means. It's about standing together with allies through very dark hours, going to places where your citizens may not see an immediate threat, upholding our values. Председателот на Светскиот евроатлански совет Фабрицио Лучиоли порача дека Скопје се наоѓа на крстосницата во регион во кој што има многу различни видови на закани и предизвици. I will encourage all the actors that are involved in the name issue to address this issue not by only a domestic and national political way, because this is an issue that is regards the whole Euro-Atlantic community as a whole. Министерката за одбрана Радмила Шегеринска пак посочи дека членството во НАТО е од особена важност, поради тоа што земјата ќе стане дел од најмокниот светски, воен и економски сојуз, што ја негува демократијата. Ние покажавме дека Македонија е свесна, дека прво сама мора да ги решава своите проблеми и да ги покрива своите, и да ги решава и да ги надградува своите слабости. Меѓутоа, моментот е сега кога и ние можеме, заради резултатите кои што ги постигнавме, да ја побараме и вашата поддршка за Македонија да продолжи да придонесува кон безбедноста во регионот. Во листата на позитивни придобивки од членството во НАТО, националниот координатор Стево Пендаровски ја спомена и внатрешната кохезија, која ќе се постигне бидејќи сите етнички заедници во земјата го поддржуваат за членувањето во Алијансата. На трибината неколку пати беше потенцирано дека НАТО е гарант за сигурноста и безбедноста, бидејќи се работи за најмокната воена и светска организација.